Добра ви вечер, убави, прекрасни дами. Добра вечер на членовите на вашите семејства, вашите пријатели и моите колеги. Дозволете да се представам на самиот почеток. Моето име е Елита Насковска, уредник и водител во Македонската телевизија и навистина ми е особено драго и среќна сум што оваа вечер ќе бидам ваш домаќин. Инаку седев од онаа страна и додека влегувавте низ оваа врата, навистина морам да ви кажам дека оваа сала се исполни со таква една убава енергија, освен тоа што сте прекрасно облечени и сите оригинални со свој стил, влеговте накитени со најубавиот накид, со вашата насмевка. Ви благодарам што сте тука вечерва, чувствувајте се како да сте дома, бидејќи вечерва сите вие станувате дел од големото семејство Марили, кронисани жени. Добре дојдовте на 28-то издание на избор на најуспешните жени менаџерки. Сакам оваа вечер навистина сите да уживате онака како што и убаво изгледате. Почнуваме со еден преубав глас, со мецо-сопранот Александра Коцевска во придружба на Глигор Гелебешев, придружба на пијано. Оние кои што се чести посетители на Скопско лето сигурно уживаат во нивното дуо. Вечерва ќе имаме една извонредна можност да уживаме во една прекрасна музичка изведба Ла Спањола, популарна песна од 20-тиот век од Винченцо ди Кјара, а посарите веројатно ќе се согласат дека тоа е една од преубавите песни која што ја обожаваше и Джина Олобриджида. Почнуваме. Така вечерва имаме 13 прекрасни лауреатки, докажани професионалци, изворедни личности, кои што ќе се здобијат со наградата Жена водилка статуетката, и тие се навистина водилки во своите тимови, во своите компании, но и во нашите општества, бидејќи треба да го трасираат патот на младите генерации кои што навистина мора малку повеќе да ги охрабриме дека и овде на овие простори можат да се градат успешни бизнис приказни. Јас им благодарам што се вечерва тука, што дојдоа и што ја прифатија поканата за оваа соработка. Им посакувам уште многу успеси, што имаат трпение во правењето на видеоматеријалите. Им посакувам уште многу успеси и една исполнетост на приватен и на личен план. Добро вечер на сите и дозволете ми во моје лично име да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на овогодишната манифестација по повод доделувањето на признанијата за најуспешни жени менаџерки. Улогата која ме е доделена за отварање на оваа манифестација со особено задоволство ја прифатив како покана од повеќе причини. А вечерва со вас ќе споделам две. Прво,
и во развиените модерни демократии, а особено на Балканот, кој регион во изминатите 30 на години одбележан со бројни кризи, од безбедносен аспект, од социјален, економски аспект, а пред се со социјално-економски промени. Не е едноставно, туку напротив, е исклучително тешко и речиси неверојатно една манифестација како оваа да се непречено одржува во текот на 28 години. И на тој начин да биде тестамент за еден личен и професионален подвиг и резултат, која и да обележи традиција која е вредна за секоја почит и за акламација. Од тука, дозволете ми пред се да упатам срдечни честитки до господјата Лидија Трифуновска, која за мене е епитомизација на сите карактеристики што една успешна жена менаџерка треба да ги поседува. А тоа е јасна визија, врвна професионалност и силна посветеност и верба кон успехот. И господа, да ја поздравиме доктор Катерина Бушевска, генерален менаџер на EOS Matrix Македонија и Косово. Ме молам да се обратите. Благодарам многу за доделеното признание. Навистина инспиративни беа овие дружења со Марили. Ова признание особено ми значи, не само што на некој начин дава признание на успехот во работата, за постигнувањето во мојата кариера, туку затоа што дава признание на фактот дека сум жена, што особено значи затоа што патот на успехот на жената е навистина исполнет со предизвици. Тоа верувам дека сите жени го знаат. Јас и лично веќе се заложив дека ќе давам поддршка на жените во процесот на нивниот развој и постигнување на успех. Ова е само уште еден дополнителен поттик. Знаете како велат дека значи ако се здружат жените може да само две жени може да поместат планина. Замислите колку жени има во Марили бизнис клубот, така да се радувам од сега се радувам на соработката и се надевам и верувам дека ќе постигнеме многу заедно. Ви благодарам уште еднаш. Честитки, големи успеси понатаму. Жанета Бадаровска-Ѓоргиевска, генерален менаџер на Камел 98. Е да се биде дел од оваа манифестација и упатувам огромна благодарност до господја Лидија и агенција Марили за организација на овој извонреден настан посветен на сите успешни жени и нивната улога во бизнис заедницата и придонес во општеството. Оваа награда ја посветувам на моето семејство, на моите 3 прекрасни ќерки и сопруг, на моите родители, брат ми и секако на мојот тим со кого работам и кој е заслужен за сите минати и идни успеси на компанијата. Упатувам честитки до сите останати добитнички на наградите и им посакувам храбро и цврсто да чекорат и понатаму кон остварување на уште поголеми успеси и никогаш да не се откажуваат од своите цели и желби, дури кога е најтешко. Ви благодарам. Магистер Евгенија Ѓоргиевска, извршен менаџер Ламинатиком до Прилеп.
дами и господа, добро вечер. Огромна чест е да го примам ова признание. Господја Лидија, ви благодарам што го препознавте мојот квалитет и ме повикавте да бидам дел од оваа манифестација, меѓутоа и од ова елитно друштво не само на прекрасни дами, меѓутоа и на екстремно успешни дами. Мора да признам дека оваа награда не припаѓа само на мене. Оваа награда ја должам пред се на целиот тим, кој што тој е должен за сите успеси на нашата компанија. Исто така и на мојот колега Иван Василевски, кој што заедно ја менаџираме оваа компанија. Мора да признам дека мислев дека нема да имам трема, ама имам. Ја должам оваа награда на целото мое семејство и на вереникот, кои што постојано ме поддржуваат, ме охрабруваат и цело време се со мене и со моите падови и со моите успеси. Мојата кариера започна како една фамилиарна вредност, го наследив патот од мојот татко, кој што го креираше за нас со неговиот бизнис партнер пред точно 21 година. И огромен предизвик е и многу одговорно да бидам дел од овој менаџерски тим и да бидам дел од светот на композитните материјали, постојано да соработувам со нашите извонредни инженери и технолози. Морам да напоменам уште еден момент, наследувам уште една фамилиарна традиција. Мојата мајка го доби истото признание кога имав само 14 години и таа беше и остана моја мотивација како треба да продолжам понатаму во животот и дека успехот доаѓа само со многу труд, љубов кон работата, меѓутоа и љубов кон семејството. Уште еднаш ви благодарам, честитки до останатите добитнички и посакувам многу успех понатаму. Цветенка Илиева, генерален менаџер Бистро Груп Гевгелија. Една голема благодарност до агенција Марили, што ме овозможи да бидам дел од оваа манифестација и што сум избрана за една од најуспешните жени менаџерки. Да се биде жена менаџерка е тешко, бара многу жртвувања и затоа оваа награда, оваа признание има огромно значење, затоа што го потврдува нашето долгогодишно и успешно работење. Ви благодарам. Благодарам, честитки од сите нас, одиме понатаму. Магистер Ирина Јакимова, генерален менаџер Inspirit Coaching Скопје. Морам да признам дека не е лесно, иако стотици жени, лидери и луѓе од различни позиции сум обучувала и за јавен настап, и за преземање чекори, и за исчекорување во различни области. Кога ќе се помешаат емоциите и кога ќе се соочите со оваа видливост, не е лесно да излезете и да кажете нешто многу и затоа нема многу ни да зборувам. Ќе се заблагодарам на Лидија, на Марили, за воопшто воведување на оваа идеја, на оваа традиција, бидејќи видливоста е она што е потребно за жените кои што направиле некакви успеси, особено пак во сферата на бизнисот, без разлика дали е тоа нивна компанија, семејна компанија, нечија компанија, мала, голема, без разлика во која област или пак е некоја институција. Бидејќи, кога ќе ме прашаат често, ама добро, зошто разликувате женско лидерство, машко лидерство? Нели тоа е исто? Некои делови, некои работи се исти, но она што не е исто е тоа дека имаме многу малку примери на жени лидери или пак на жени успешни во сферите на бизнисот. Можеби ние сме посреќни во последниве децении, но ако се вратиме наназад, многу малку има примери и затоа оваква иницијатива и се што се прави да се зголеми видливоста на жените кои што прават нешто во светот на
на бизнисот, на економијата, на поширока општествена сфера, треба навистина да се поздравува. Благодарам на нив, благодарам на сите што ме поддржувале, оти никој не може сам, ниту пак ние жените, а знаеме пречесто да се силиме и се да натовариме на свој грб. Ке повторам, како што сум кажала и во видеото, треба да се научиме да бараме помош, да примаме помош и дека тоа е сосема во ред, не мора се да правиме ние сами. Фала уште еднаш, навистина убаво чувство. Може и без награди, убаво и така, од внатре доаѓа валидацијата, доаѓа од нашите клиенти и успеси и убаво е кога ќе се добие и едно признание и од надвор. Благодарам. Уште една лауреатка, доктор Јелисавета Ѓоргиева Јовевска, подпредседател на Стопанска комора на Македонија. Убаво е чувството, пред се прекрасно е чувството да се биде вечерва со сите наградени, меѓутоа и со сите оние кои што се надевам дека ќе ги следат нашите успеси. Првенствено сакам да се заблагодарам на Агенција Марили, но и не само на Агенција Марили, туку на генералната менаџерка господја Лидија и целиот тим, кој што навистина, како што беше кажано, цели 28 години ова макотрпно го работат за да прерасне во една традиција, и ако не се лажам, мислам дека ова е единствена од ваков тип која што ги цени успесите на жените менаџери. Исто така, дозволете ми да честитам на сите наградени денешни жени менаџери. Јас сум горда што се наоѓам во овој клуб на наградени жени менаџери оваа година, посебно поради еден факт што за прв пат во сите овие 28 години се доделува награда на вработен од Стопанската комора. Значи, до сега имало наградени и сега се голем дел од членките на Стопанска комора жени предприемачи, меѓутоа ова е навистина за мене посебна чест и гордост, бидејќи како вработена сум, но од друга страна за мене представува мотив во следниот период да бидам уште поуспешна. На крајот сакам и она што го споделив во видеото, јас често знам да го парафразирам. Познатиот, мислам ако не се лажам, 101 година направи најбогат бизнисмен од Малезија, господинот Роберт Куок, кој кажува за сите постигнувања направете баланс, меѓутоа и немојте да бидете алчни. Односно, споделете го она со остатокот, со околината, си со цел да бидете поуспешни во иднина. Јас би надодала на овој познат бизнисмен, бидете принципиелни, меѓутоа само почитувајте се, имајте самодоверба, таа секако дека произлегува од најмокното оружје образованието, меѓутоа гаете и емпатија во околината, бидејќи, секој нареден ден да бидеме поуспешни од претходниот, бидејќи само така можеме да постигнеме не собствени цели кои што ќе го задоволат нашиот личен интерес, туку ќе бидат од добробит за сите. Ви благодарам уште еднаш од срце. Магистер Клаудија Лутовска, генерален менаџер Сетим Консалтинг Битола. Добро вечер, дами и господа. На што ме подсети ова вечер? Да застане човек и да се запраша дали беше добро. Па беше добро. Така, сите овие жени покажа дека навистина се одработило со голема посветеност, со голема енергија. Бидејќи тука имам поддршка во публиката на нови млади менаџерки кои што имаат по 20 до 25 години, а ова вечер, како што кажа и Ели, блеснавме како планети, како звезди. Јас би сакала да испочитуваме нашата најголема звезда, господја Лидија, со едно мало внимание. И еден голем аплауз за сето она што таа го овозможила. Ова вечер сметам дека е поголема од нашата возраст. Исто така овие страници се поголеми и од времето кое го живееме. Марилија испишува македонската женска историја на успешност.
Морам да кажам дека сите истражувања кажуваат дека менаџерски способности има само еден човек на 10.000 луѓе. Замислете, ако во таа група на многу мажи некоја жена, колку илјади луѓе се во калкулацијата. Така да, овие жени вечерва се многу посебни и мене ми е многу драго што сум дел од манифестацијата. Големо благодарам до сите. И морам да ја посветам оваа награда на новите инти генерации кои што ќе ги читаат овие историски страници. Секоја чест, Лидија. Уште една прекрасна статуетка оди во рацете на Марија Патриклиска, менаџер за човечки ресурси, ЕАМ ДО Штип. Почитувани дами и господа, почесни членови на Мерили клубот, голема благодарност за укажаната чест и оваа награда. Благодарам и до вас, госпоѓа Лидија, и секој еден од Марили агенцијата. Продолжите и понатаму да работите на афирмација на жената како жена лидер, жена менаџер, жена предприемач и бидете мотив за идните млади менаџери, да бидат и тие со едни вакви успешни приказни како вечерашните лауреатки. Ви благодарам. Доволно млада, но и доволно мудра за да ги одбере вистинските чекори. Ја поздравуваме магистер Маја Наумовска-Савеска, директор за корпоративни и маркетинг комуникации Халкбанка АД Скопје. Добро вечер и од мене. Благодарност за наградата, која што навистина многу значи и за мене лично, но и за компанијата во која што работам. И затоа и јас првата благодарност ќе упатам кон тимот со кој што ја делам работата и кон генералниот директор како директно претпоставен, од кој што навистина секојдневно многу учам во однос на тоа не како да бидам добар менаџер, туку како да бидам добар тимски играч, тимски лидер и пред се добар човек. Голема благодарност до вас, господја Лидија, и до целиот ваш тим. Честитки за добрата организација и за цела работа што ја правите преку агенцијата на Марили. И за крај, голема благодарност за мама и за Маша, кои се моја придружба вечерва и воедно главна причина зашто сакам да се трудам и се трудам да бидам секој ден поуспешна на секое поле. Фала. Поздрав за магистар Весна Ставрова, генерален менаџер ПЗО Аптека Сара Фарм Скопје. Почитувани, деновиве кога ПЗО Аптека Сара Фарм слави 20 години јубилеј, посветеност за здравието и грижава на пациентите, од страна на манифестацијата Избор за најуспешни жени менаџери, нејзе и се доделува статуетката Жена водилка. Да, тоа сум јас, Весна Ставрова, дипломиран фармацевт, специјалист, генерален менаџер на ПЗО Аптеки Сара Фарм, председател на Фармацевската комора на Република Северна Македонија. Сопруга и мајка на два сина, најсрекна мајка, горда мајка, која што и покрај многуте обврски на работни обврски и покрај професионалните ангажмани, сепак гледам дека сум успеала и на приватен план за моето семејство, за моите деца, да пораснат во добри луѓе и навистина им благодарам за поддршката која што ми ја даваат сите овие години и поддршката што ми ја даваат и секогаш знаат да кажат: мајко, ти си најдобра, ти можеш, прво како човек, а потоа и како професионалец.
20 години исполнување на една од стратешките цели во спроведувањето на аптекарската практика, подобрување на квалитетот на услугите и задоволството на корисниците од тие услуги, со посебен акцент пренесувајќи го огромното аптекарско искуство врз идните генерации. Патот кон постигнување на оваа цел навистина не беше ни лесен ни едноставен. Полн со предизвици, за чие надминување беа потребни многу енергија, многу труд, многу трпение. Огромна е честа што ми ја укажавте. Им благодарам и благодарам на господја Лидија и благодарам на целата организација што сите овие години не препознава нас, успешните жени. Им благодарам на моите колеги и колешки кои што ми ја дадоа довербата. И во целата оваа успешна приказна има нешто што е основ на се ова. А тоа е колегијалноста, високиот професионален однос, грижата за здравието на пациентите, фармацевската грижа која што ја пружаме кон пациентите, основа која што игра голема улога во градењето на ликот и делата на оваа весна. Ви благодарам. Годинишнава круна удика и лауреатот доктор Сања Путица, менаџер за односи со јавност и инвеститори, Атлантска пловидба Деда Хрватска. Evo, hvala vam lijepa, draga Lidija, vama i vašem timu na pozivu u Skopje i na ovoj prekrasnoj nagradi. Evo, za početak, budući da je većina laureatkinja već bila ovdje na pozornici, svima onima koji će doći također čestitam na ovoj prekrasnoj nagradi. Rekla bih da je ovo moj prvi posjet Makedoniji i Skopju, ali zaista jedinstven i možda najbolji način da upoznam vašu zemlju preko različitosti ovako prekrasnih žena i hvala vam na tome. Imate zaista bogatu zemlju po tome. Nagrada dolazi ne samo u ruke mene kao menadžerice u Atlantskoj plovidbi, nego i u ruke Hrvatske udruge poslovnih žena Krug, koji sam na čelu od studenog prošle godine. Taj krug, rekla bih, simbolizira ženu kao cjelovitu osobu, kao osobu koja je obrazovana, uporna, empatična, koja uvijek i u svakom trenutku zna što radi i kako radi i krug kao takav može stajati samostalno. Međutim, naši krugovi se moraju širiti, moraju se naslanjati jedni na druge, moraju se prožimati i u tom smislu je zapravo ova vaša konferencija iznimno vrijedna. Hvala vam na ovoj nagradi i želim vam uspješan rad i u buduće. Dame i gospoda, aplauz za magistar Darija Šurić, generalen menadžer Darmel Hrvatska. Dobro večer, drage dame i gospodo. Velika mi je čast biti ispred ovog skupa i manifestacije i da sam znala na kojem je to nivou, ne znam jer bi skupila hrabrosti doći uopće. Tako da hvala puno na pozivu. Evo, preko 20 godina sam u zdravstvenom sektoru i uvijek si nekako misliš zadovoljstvo mi je to ako je nekom dodatak prehrani kojeg sam mu preporučila pomogao, ako je neki novi proizvod isto tako našao svog kupca koji mu je pomoglo u kvaliteti života i tako dalje, ali moram priznat da ovako kad dobiš nagradu izvana ipak je dobar osjećaj, tako da hvala gospođa Lidija na tome i cijelom vašem timu i Marili agenciji. Još bih željela reći da će ova statuetka žena vodilja biti na počasnom mjestu u mom kućnom uredu za sad još uvijek. Pa tako, evo ono što sam spominjala je u video, taj work-life balance je izazov kad si mali poduzetnik i ponekad se zbilja pitaš
šta ja uopće tu radim? Ima li to ikakvog smisla? I onda u tim trenucima su ti podrška obitelj, prijatelji i partneri poslovni i buće i ova statuetka, kad bacim pogled na nju, sjetit ću se ova 2 prekrasna dana u Makedoniji i ove lijepe energije večeras. Hvala. Еве една храбра и атрактивна жена, магистар Зорана Пејчич, председател на извршниот одбор и директор на Дунав РС Србија. Dobro večer svima. Gospođo Lidija, hvala vam prvo na ovoj predivnoj nagradi. Hvala vam na divnoj najavi moje zemlje. Kao što ste videli iz mog videa, osiguranje je jedan muški biznis. Nema mnogo žena lidera, to znate iz filmova, agent osiguranja je obično muškarac. Tako da za mene ova nagrada je posebno draga, želim da je pokažem svim ženama zaposlenim u osiguranju i želim da ona bude motivacija da i one jednog dana stoje s ove strane govornice i da ponosno drže ovakvu jednu nagradu. Hvala vam još jednom, čestitam svim dobitnicima ove nagrade, a vam želim da još puno puta održite jednu ovakvu konferenciju. Hvala i prijatno. Свртете се малку, оделете дел од погледнот да видите како изгледаат нашите вечерашни кронисани кралици. И тие се сега новите членови на големото семејство Марили. Уште еднаш аплауз ве молам за нив. Покрај статуетките жена водилка, кои што сите тие ги добија и им беа врачени, ќе добијат и високосортно вино, подарок од винарија Тиквеш. Ајде уште еден аплауз, а најголем аплауз за сите вас кои што се подршка и што бевте вистински украс оваа вечер. Ви благодарам што оваа вечер ја споделивме заедно. Ве поканувам на еден убав коктел, каде што ќе размениме убави пораки и ќе си поразговараме токму за тоа како мина оваа вечер. Се гледаме до година.